Министерството за образование и наука на Република Македонија изминатата 2011 и тековнава 2012 година инвестира во реконструкција на голем број основни училишта во земјава. Благодарение на проектот за реконструкција на училиштата и двете основни училишта од градов Јоаким Крчовски и Илинден добија комплетно нов лик, а условите за работа на наставниците и учениците се значително подобрени. Кон крајот на месец септември годинава, по долги преговори на барање на локалната самоуправа на општина Крива Паланка, Министерството за образование и наука на Република Македонија одобри средства за реновирање и реконструкција на еден дел од општинскиот дом за ученици Боро Менков. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски изјави дека конечно по неколку децении ќе бидат превземени активности за интервенција во училишниот дом, благодарение на средствата кои се одобрени. Ние веќе некое подолго време разговараме со Министерството за образование за условите во кои се наоѓа ученичкиот дом Боро Менков и дека треба да се направи некоја интервенција. На тоа, на моја голема благодарност и од страна и на учениците од ученичкиот дом, Министерството за образование излезе во пресред и одобри еден поголем захват, едно поголемо реконструирање на ученичкиот дом. Предвидено е реконструкција на крилото В во ученичкиот дом Боро Менков, која опфаќа реконструкција на сутеренот, на првиот спрат и на вториот спрат, каде што е предвидено промена на подот, комплетна промена нов под, прозори, врати, нови, и се поставува ново парно грејење, со кое нешто, искрено кажано, ќе ги подобриме условите за живот на децата кои живеат таму и самиот ученички дом ќе добие малку поубав стандард. Ова е едно барање кое мислам дека беше неминовно, кое беше потребно, затоа што во ученичкиот дом Боро Менков многу одамна не е интервенирано, многу одамна ништо не е обновено, така да сега со ова имаме една многу добра работа и подобрување на животот на самите ученици во овој дом. Овде гравитираат учениците од сите приградски населени места кои што секојдневно посетуваат настави и е неминовно да останат тука. Тоа е голем број на ученици, бидејќи со оглед на задолжителното и средно образование, овој дом е нивен втор дом. Тоа ми беше и целта при посетата на министерот Панче Кралев. Ние бевме и го посетивме ученичкиот дом, се согласивме заеднички дека треба да се интервенира. Големо благодарност до самото Министерство за образование, до владата, за тоа што се одвоени средства. Се види дека навистина треба да се сменат условите и сега според измените на законот за основно и средно образование, се менува и оној дел од превозот за учениците. Така да во наредниот период мислам дека ќе имаме и повеќе ученици кои ќе живеат во интернатот и ова е добар услов се со цел да се подобри нивниот стандард и нивниот начин на живење. Во општинскиот дом за ученици Боро Менков годинава се сместени 50 ученици кои посетуваат настава во образовните институции во градот, а досега сите ученици кои престојуваа во домот имаа основни услови за сместување. Сега по обемната реконструкција, овие ученици ќе добијат многу попристојни услови, вели директорот на домот Валентина Јовевска, соопштувајќи ги деталите за предвидената реализација на проектот за реконструкција кој веќе забрзано се одвива. Во општинскиот ученички дом Боро Менков започнаа интервенциите од страна на Министерство за образование и наука во соработка со локална самоуправа, со општина Крива Паланка, градоначалникот Арсенчо Алексовски. Почна на крајот на месец септември, инаку преговорите се од многу поодамна, меѓутоа поради обезбедување на средствата кои што не се мали, потребно беше да се подготват условите и да почне реконструкцијата. Реконструкцијата е на крило В од ученичкиот дом, каде што се сместени учениците од ученичкиот дом. Во оваа учебна година имаме 50 ученици, кои што се надевам за многу краток период, односно период од 30 дена, ќе имаат добар и топол дом. Така, што се ќе биде опфатено во оваа реконструкција и реновирање на крило В во ученичкиот дом? Крилото В опфаќа сутерен, приземје и прв кат. Во сутеренот планираме занимални, каде што ќе се одвиваат занимањата на учениците, спортските активности, зимски период и каде што ќе бидат сместени дел од сутеренот, ќе бидат сместени магазините. Тука е предвидена столаријата, значи прозорците и вратите, потоа вросување, односно молерофарбарските работи, подовите,
со Винфлекс плочките, потоа приземјето, зборуваме за приземје, каде што се сместени женскиот дел од учениците и канцелариите на воспитувачи и на инспекторатот. Тука ќе бидат, бидејќи прозорците се веќе сменети, ќе бидат променети вратите, потоа подовите и молерофарбарските работи. Исто важи и за првиот кат. Понатаму, значи, имаме и предвидено, односно проектот има предвидено и парното грејење, кое што ќе биде воведено, се надеваме за многу краток период, за да и оваа учебна година го користиме. Во овој момент нема да има нов мебел, значи, во ученичкиот дом, бидејќи тоа се мерки на владата за оваа година, меѓутоа се планира следнава година, 2013, да подготвиме проекти со кои што ќе добиеме нов мебел, онаму каде што ни недостасува. Значи, ние имаме дел од мебелот, деломно можеме сами да покриеме, меѓутоа, она што е најнеопходно и најмногу ќе ни користи, мислам дека Министерство за образование и наука ќе ни го овозможи. Покрај условите внатре во домот, Јовевска планира да биде уреден и помошниот спортски терен во склоп на објектот, за кој вели првично ќе вложат сопствени средства, но во иднина се планира и комплетно доуредување, кое би се реализирало со дополнителен проект. Нашите камери уловија дека вие имате поставено и видеонадзор, значи комплетно се има увид во сите активности, учениците овде имаат секако вид на активности, од занимални, имаат просторија каде што може да користат интернет, каде што го поминуваат слободното време, споменавте забавен дел каде што се одвиваат спортските активности во зимскиот период. Што се може да прават учениците во општинскиот ученички дом? Така, има можности, бидејќи имаме и игралиште, кое се надеваме исто така ќе биде за многу краток период реновирано, дали со сопствени средства, дали со средства на општина Крива Паланка или Министерството ќе вложи, ќе видиме тоа понатаму. Меѓутоа, значи, учениците имаат широк избор. Овде има занимална, која што е со компјутери, односно компјутерски центар. Таму го поминуваат поголемиот дел од времето, таму можат и да учат, има услови, бидејќи просторијата е поголема. Понатаму има трпезарија, која што е солидна, кујна која што исто така солидна. Учениците може да се занимаваат, безбедни се, од гледна точка што има камери, во ученичкиот дом поставено, тие ги поставивме овие денови со сопствени средства. Споменавте кај игралиштето, таму беше интервенирано, претпоставувам, во оној дел како забавен парк. Имаат и кош, имаат голови, можат комплетно да спортуваат. Дали често го користат тоа игралиште и напоменавте, можеби ќе биде во догледно време и тоа реновирано. Во однос на игралиштето, моментално немаме проект, меѓутоа планираме во многу краток период во соработка со волонтерот од Мировен корпус, кој што се наоѓа во општина Крива Паланка, односно побараваме волонтер кој што ќе доаѓа и само во општинскиот ученички дом, со чија соработка ќе се изработи проект кај што ќе има комплетна реконструкција и реновирање на игралиштето. Меѓутоа сега планираме со своји сопствени средства за многу краток период да го оградиме од левата и од десната страна, каде што најмногу имаме проблеми, исто така да го исцртаме, да го малку средиме и се надеваме дека многу пофункционален ќе биде, бидејќи тука не се користи само од децата од ученичкиот дом, туку и од целата локална средина, односно од целата улица. Според предвидениот рок за реализација на реконструкцијата, Јовевска очекува учениците до средината на ноември веќе да бидат сместени во реновираните простории, а до тогаш истите се сместени на горниот кат од делот кој се реновира. Како и да е, условите кои ќе ги имаат по реновирањето ќе бидат далеку подобри од претходните.